царството Твое и да биде волјата Твоја и не воведи во искушение, избави не од лукаваго. Твое царство, сила и слава, како на небо, така на земја. Левот насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите. Исусе Христосе, ние сме Твоите, што Ти не возлюби и не остави. Отче наш, кој си на небеса, да се свети името Твое и да дојде царството Твое и да биде волјата Твоја и не воведи во искушение, избави не од лукаваго. Твое царство, сила и слава, како на небо, така на земја. Лебот насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите. Исусе Христосе, ние сме Твоите, што Ти не возлюби и не остави. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Татко мој, кој си на небесата, зборувај денеска низ мене. Нека Твоите живи слова осветлат секоја темнина, изгорат се што не е од Тебе, во секого кој ќе каже Господе Исусе Христе. Дојди во моето срце и помогни ми. Зборуваме за принципот што значи да се биде во Исус. Практично, што значи и какви отчитувања има кога ти вистински чекориш во Исус, и што значи јадете, ова е моето тело, пиете, ова е мојата крв. Тоа е важен момент на раздавање. Ете, ќе тргнеме сега. Поблажено е да се дава отколку да се прима. Христовото воскресение, Марко 16 глава, ме поттикна под духот. Едно сведоштво на Лоренс Новосело за еден Христов слуга, кому му е даден оваа глава за да разбере како од баптиста, каде што ништо не се случува, на исцелување, на отчитување, дошол да изгонува демони, да биде вистински Христов слуга. Што мина саботата, зборуваме за деноминации каде што нема активно, пасивни слушатели, како да поаѓаат во кино, гледаат и се заминуваат дома. Дури и во театарот, и во филмот, по принципот на Аристотел, во дух, кој велеше Бог е самиот живот, нели? Тој вели уметноста што ја гледаат треба да те поттикне на катарза, на прочистување, на да одбиеш да живееш како порано, на промена. Знаете, а тие доаѓаат, гледаат како театарска представа, слушаат проповеди и ништо не менуваат. Што мина саботата? Ете, дури имаме една заедница, се држи за сабота, за ден, временска одредница. Марија Магдалена, Марија Јаковова и Саломија купија мириси. Пазете, за да дојдат и да го помазаат Исуса. Исус е положен во гробот, нели? Во нов гроб. И во првиот ден од седмицата ти одат да го помазат со миро. Дојдоа на гробот. Тоа е адет старозаветен, многу рано кога изгреваше сонцето. Пазете, Марија Магдалена, Марија Јаковова и Саломија. Ние го имаме тој момент Марија Магдалена. Па си зборуваа меѓу себе кој ќе ни го одвали каменот од вратата на гробот. Еве го тој принцип. Често викам, па како ќе го направам ова, па што ќе биде сега? Ти завршија неговата работа. Неговата работа ќе видиме што е тоа. Да зборуваш за Евангелието, тој ќе ти помогне да ја завршиш твојата работа во светот. И кога погледнаа, видоа дека каменот е одвален. Таткото небесен во духот, ангели му помагаат. Го памтите тој стих?
Тој беше искушуван во пустината, не мрмореше, прифати и ангели му помагаат. Значи, и кога погледнаа, видеа дека каменот е одвален, а тој беше многу голем, штом влегоа во гробот, значи тоа се гробови копани во стена, тумби, камени тумби, и во античка Македонија. Штом влегоа во гробот, видоа еден млад човек, облечен во бели алишта, како седи од десната страна. Десната страна е силата на Исус. Бели алишта, ќе ви дадам нови алишта и ново име запишано на камче. Те сакам, Господи Исусе Христе. А тој им рече, не плашете се. Принципот, за да не те исплаши, се мокни од Бог. Не плашете се. Вие го барате Исус од Назарет, распнатиот. Тој воскресна, не е овде. Еве го местото каде што го положија. Слава ти, Господи Исусе Христе. Но одете, кажете им на учениците негови и на Петар, дека тој пред вас ќе отиде во Галилеја, како што таму ќе го видите, како што ви беше рекол. Видите, тој е принципот. Одеднаш гледаш нешто што е во Словото, како се остварува и ќе се затресеш. Тие гледаат ангел. Пазите се што се случува. Па што ми излегоа, побегнаа од гробот. Зашто ги опфати страф и ужас. Тие одеа со Исус, тој им зборуваше дека ќе биде распнат и ќе воскресне и ќе го видат после, ќе дојде кај нив. Но тие не го разбираа. Петар дури му рече, тоа нема да се случи. А Исус му одговори, бегај од мене, Сатано. Кога се спротивставуваш на Божјата волја, ти си Сатана. И сега јас се прашувам, вие сте христијани, заедници, водачи, лидери, пастори и си ја остварувате својата волја. Дали вие го прашувате Исус, што треба денеска да направам за тебе или како да постапам со овој човек? Или си ја спроведувате својата волја? Те сакам, Господи Исусе Христе, нема христијанство со своја волја. Нека биде Твојата волја. Отче наш, кој си на небеса, да се свети името Твое и да дојде царството Твое, како на небото, така и на земјата. И пазете сега. И никому ништо не рекоа, зашто ги опфати страф и ужас, зашто се плашеа. Значи, Исус им кажуваше што ќе се случи, а тие не веруваат. Што значи да поверуваш? Па овде што пишува. Одиш по вода, изгонуваш демони, воскреснуваш умрени, живееш духовен човечки живот, духовен, бидејќи се уште во тело. Има отчитување во духовниот свет, нешто што е неразбирливо за телесниот човек, што не може да го разбере. Одете, кажете им на учениците негови. Видите, Марија, Јакова и Саломија не се одредени како ученици. На учениците да им кажат. Ги опфати страф и ужас, се исплашија. А Исус кога воскресна во првиот ден од седмицата и се јави најнапред на Марија Магдалена. Пазете сега, пазете овој принцип, од која беше истерал 7 демони. Значи, луѓето што знаат дека има духовен свет, што го гледаат, што биле близко до тоа, полесно им е да разберат. За некои работи кои се неразбирливи за материјалниот свет. Значи, на Марија Магдалена, од која беше изгонил 7 демони. Зошто? Па затоа што таа, веројатно, степенот на нејзината приврзаност. Степенот на приврзаноста, кога ќе ти направи некој добро, се отвараш во љубовта. Се отвараш во љубовта. Таа дојде да го помаза со 2 жени. Учениците негови се разбегаа, се сокрија. Од која беше истерал 7 демони. Дали ние истеруваме демони? Дали можеме да истераме демони? Е добро прашање. Таа отиде и им се јави на оние што беа со него. Што плачеа и рида, но тие кога чуја дека е тој жив, учениците негови, и дека таа го видела, не поверуваа. Учениците не поверуваа. Тие што беа со Исус, тие што ги учеше, значи блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Тие сакаат да видат,
tije ne vidua i ne poverua. Marija im kažува. Това се неговите ученици. Затоа ние зборуваме, кога рече некој веруваш во Исус, верувам, да, нема проблем. Браво бе, батка. И првата прилика, олеле, помош, трчаш по сите состојби. Каде ти е Исус? Потоа им се јави во друг лик на двајца од нив. Од учениците негови по пат кога одеа в село. Они си одат во село. И штом се вратија им кажаа на другите. Втор пат. И тие не поверуваа. Го видов Исус е жив. Како ќе поверуваш ако духот не ти е расплантен? Затоа тој им вели, почекајте додека се облечете со сила од озгора. Без духот ти немаш сила, немаш знаење. Ти си како една мравка, како ќе објасниш на мравката за Исус? Кога ќе добиеш дух, ти полека почнуваш да се будиш во духовниот човек и стануваш свесен дека немаш сила, не знаеш, се покоруваш кон Исус, кон Бог. Понизен си. Не те возгордејува знаењето на стихови на Исус како децата. Блажени се бедните по дух, зашто тие ќе го седи петка. Дали го живееш тоа? Дали вистински со срцето да разбереш? Видете, не поверуваа. Пазете. И најпосле им се јави на 11-те, освен Јуда, нели, кои беа на трпеза. Тука не е ни Матеј, тука не е ни апостол Павле. Пазете, беа на трпеза, си јадат они, телесна храна, и ги укори за нивното неверие. 11 ученици и тврдо корност, тврдо срце, зашто не им поверуваа на оние кои го видоа воскреснат. И знаеја, Исус им зборуваше. Така да, ние зборуваме за апостоли на Исус кои не веруваа се додека не дојде духот. Почекајте додека се облечете со сила од озгора. Вие немате сила без Исус. Целата суштина е во тоа. И луѓе без Исус телесно предаваат. Затоа одредени деноминацијски цркви кои се обредни или протестантски кои работат без духот, се заспани, мртви, немаат сила. Има од време на време по некој знак. Ќе дојде некој пиле, некој ангелче, ќе пропее нешто. А инаку живеат во пораз, во болки, болести и страдања. Значи, жена има 3 автоимуни заболувања, има не знам што и се случува сега. Епилепсија, ослепува и уште други 100. Пробува на еден начин во црква, вам, во традиционалната заедница. Разговара со монах. Во еден манастир се случуваат исцелувања. Како може да се случуваат исцелувања ако тие не веруваат во Исус, веруваат во светците, во богородично христијанство и во канони? Кој исцелува? Зерзевул ги изгонува демоните. Само во Исус можеш да бидеш исцелен, да се отстрани причината на болеста. А ти можеш да изгониш некој демон и после ќе се врати во оној стих. Ќе донесе уште 7 други. Ќе се искапеш негде, ќе одиш, ќе се наполниш со енергија. Не ти е ни јасно од кого доаѓа и каде завршува ако ти се поклонуваш на Богородица. Наместо на Исуса Христа. Не го славете го, вели самата таа. Пазете. Зашто не им поверува, па им рече, еве го стихот, одете под сиот свет. Не седете, одете, дејство. Така да таа доктрина дека не треба ништо да правиш, дека еднаш спасен за секогаш спасен, дека си крстен во Свети Дух, зборуваш јазици и дремеш во некоја заедница, а живееш во пораз, и потоа гледаш дека челниците на заедницата се болни и се плашат од смртта. Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Исус ве сака, Исус те љуби, Исус така. Кој ќе поверува? Кој ќе поверува и се крсти? Што значи да поверуваш и да се крстиш? Треба долго да им го објаснуваш, ќе биде спасен. А тие мислат да се крстиш како бебе или да се крстиш како возрасен во водата и толку. Кој не поверува, ќе биде осуден. Поверуваа ли апостолите? 2 пати не. Осудени ли се? Пазете сега. Затоа Исус им вели, почекајте додека се облечете со сила од озгора. Во друго Евангелие.
a знаците на оние што ќе поверуваат ќе им бидат овие. И не можеме да го повараме тој. Зашто тие почекуваат? Зашто немаат сила. Апостолите не поверуваа. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Исусе. Ќе видиме во Лука. Слава ти Исусе. Ме интересира. Еве го, Лука 24. И ете, јас ќе го испратам врз возвестувањето, 49 стих од мојот Отец, Исус на апостолите. Истата сцена. Вие останете во градот Ерусалим, додека не се облечете со сила од озгора. Значи, без дух не можеш. Немаш сила. Затоа заедниците се такви. Знаците на оние што ќе поверуваат. Има знаци меѓу телесниот и духовниот свет. Со мое име, во името на Господ Исус Христос, надвор секој демон што се нафрлил врз било кого, фатете се кај што ве боли. Господе Исусе Христе, предавам се во Твоите раце. Со моето име ќе истеруваат демони, ќе говорат нови јазици, рахмастихајам, белахам, бистихам, ќе фаќаат змии в раце, иако нешто смртоносно испијат. Ово ми го кажав на работа, како сте, што сте, собрани таму. Групација, примивте вакцини, примивме, па реков, добро, Господ да ви поможи, Исус да ви помогне. Им кажувам во Библијата, вели, ако нешто смртоносно испијат, нема да им наштети. На болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. На болни ќе полагаат раце. Едно од жените рече, ама кој има таква вера? Точно е. Треба да го отвориш срцето и да побараш од Исуса. Исусе, дај ми вера. Вера Исусова, Твојата вера, да се всели во моето срце. Да примам сила од озгора. Значи, знаците, кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен. А кој не поверува, ќе биде осуден. Знаците на оние што ќе поверуваат, ќе бидат овие, со мое име ќе истеруваат демони. Ќе говорат нови јазици, ќе фаќаат змии в раце, иако нешто смртоносно испијат, нема да им наштети. На болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. И ние го имаме тој момент на отчитување. Кој што дошол во заедница има подобрување. Но имаме и друг принцип. Не е поентата, суштината да се исцелиш ти, туку да го примиш Исус, да поверуваш и да се крстиш. Кога ќе се крстиш, болеста ќе побегне од тебе, демонот. Откако го рече ова, Господ се вознесе на небо и седна од десната страна. Од десната страна, во силата. Тој зборуваше во силата на духот. А ти ако зборуваш од себе, немаш сила. Тие пак отидоа и проповедаа насекаде. Дали го правиш тоа? Сотруднику, брати и пријатели, Господ им помагаше и им го подкрепуваше Словото нивно со чуда што се јавуваа. Им го подкрепуваше Словото нивно со чуда. Ете, тоа е суштината. Кога ти работиш за Него, ќе бидеш жива река што тече од твојата утрава. Ќе бидеш чаша на благослов што се прелева. Ќе имаш во изобилие. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господе Исусе Христе. Нека Твојата љубов преплавува. Амин. И сега одиме, слава Ти, Господи Исусе Христе, со поуката. Поблажено е да се дава, отколку да се прима. Поука дојдена во дух да даваш. Остави се земно. Тоа се зборови од Исус. Раздај се што имаш и врви по мене. А на луѓето не им се дава да раздадеш се. Тоа што си ти, да се раздадеш сами од себе си. Раздавањето на левот е тоа. Јадете, ова е моето тело. Треба да се раздадеш. Не сакаат да даваат, сакаат да земаат, да имаат, да грабаат. Те сакам, Господи Исусе Христе, богатиот го наполни амбарот. Се сеќавате на таа слика, таа поука. Јади, душо моја, одмарај. Уште еден амбар изгради и умира утреден. Слава Ти, Господи Исусе Христе. А што имаш ти што не си примил? Се си примил. Немаш ништо свое. Одврзи се од земното, материјалното. Не собирај богатство на земјата
каде што го јадат молци и црви, го подкопуваат крадци, крадат, туку собирај богатство на небесата, во Исуса Христа, во Исусовата љубов. Раздај се, остави се стариот ти, на крстот јадете, ова е моето тело. Остави се, остави го земниот свет, барај го Царството Божјо, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Колку повеќе даваш и подаруваш, така го бараш Царството Божјо. Се ќе ти се придодаде. Колку повеќе се одврзуваш од материјалното, тоа е камилата во тебе, што не може да помине низ иглени уши. Камилата во тебе врзана за телесното, земното, материјалното. Дали го бараш ти Царството Божјо, сакаш да заминеш кај Исус? Ди си се фатил за ова што го имаш, како куќето што ја држи коската. Раздај се што имаш и врви по мене. Да врвиш по Исус значи да бидеш ловец на луѓе, да се облечеш со сила од озгора, да го отвориш твоето срце, да се насели Исус, да примиш сила, да примиш Дух Свети, да бидеш воден од Духот, не ти што сакаш. Нема христијанство каде што ти правиш како што сакаш. Еко ќе видам како се молат од одредена деноминација. Господе вака, Господе да, Господе ти вака ми рече, Господе вака, да, Господе тој стих, овој стих, да те подсетам, Господе ти си заборел, Господе да, Господе, Господе, Господе. Какви Господе? Ние зборуваме за Татко и Исус кои живеат во твоето срце, во моето срце. Ако им ги дадеш клучевите и ја предадеш власта, врви по мене и ќе има живот вечен. Вие разбирате дека овде е миливо, дека умираат луѓето. И секе ти се придаде, а ним не им се дава. Се врзал за материјалното, бесплатно, значи време, простор и свест, материјални добра, љубов, внимание, молитви, живи слова. Првата Исусова заедница раздаде се и се им беше заедничко. Можеме ли ние да стигнеме до тоа ниво? Се едно тело, еден дух, делови еден од друг и Господ ќе намири. Ете го Аврам, долго време нема деца, се роди Исак. Поверува Аврам на Бога и се нарече пријател Божи и му рече Бог, тогаш Бог, ние сега зборуваме за татко, оди жртвувај го Исак, немаме јарец таму. И тој го носи Исак, Исак му вели каде е јарецот, зема ножот да го заколе својот син, вели, тој ќе го воскресне, може се да направи. Му поверува Аврам на Бога. Пазете до каде поверува. Можете ли вие да помислите само на такво нешто? Јас дојдов да имате во изобилие и да се прелева. Слава ти Господе Исусе Христе. Слава ти Исусе. Чашата на благослов да се прелева. Ете, 400 завети. Одат на телевизија, одат во Македонија на радио, одат во Австралија на радио. Книги, молитви, исцелувања. Сето тоа го движи Духот Негов. Јас сум само сад. Но дали дојде Исус, јас дојдов за да имате во изобилие. Дојдов, но дали дојде вистински во тебе, во твоето срце? Исус. Дали собираш богатство на земјата или на небесата? Каде што е богатството ваше, таму ќе биде срцето ваше. Каде е твоето срце и собрано богатство, блажени се чистите по срце. Дали имаш чисто срце, тесно срце, тврдокорно срце, тврдо срце, неразбрано срце, со срцето да разберат, да се покајат. Чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Остави се земно. Тоа што ти имаш, сакаш, тоа се дарби што тој ти ги дал. Продај се што имаш, тоа значи да се раздадеш. Јадете, ова е моето тело, пиете, ова е мојата крв. А тие јадат и пијат, мислат дека тоа треба да го прават. Не, тоа е принципот на кој треба да се однесуваш. Продај се што имаш.
Немаш ништо што не си принуден. Зошто да продадеш? Па имато да го раздадеш на сиромашни, да се оплоди. Се што ти е дадено бесплатно, добивте бесплатно, давајте. Првин треба себе си да се предадеш во Исусова собственост, од сатанска собственост, од телото сатанско, од себе припадност, од автокефалност, во Христокефалност. Дај ја власта на Исус врз себе и доаѓаме. Тоа е тој принцип, затоа тие луѓето немаат сила. Зборувам за заедниците и црквите, и тие што исцелуваат. Дај му ја власта врз себе и тогаш он ќе ти ја даде сета власт да газиш, ќе бидеш од десната страна, да газиш на змии и на скорпии. И ништо нема да ти напакости. И лав и змеи ќе убиваш во негово име. Дај му ја власта, он да се насели во твоето срце, потоа ти добиваш власт. Раздај се земно, ќе се облечеш со сила од озгора, како апостолите во Ерусалим кои претходно не поверуваа. Раздај се земно, остави. Одврзи се и прилепи се до Исусовото тело, фати се за Исуса. Калемен биди на лозата и род да принесете, да даваш плод. И простувањето е давање. И неосудувањето и прифаќањето на неговата волја. Прифаќањето на неговата волја се раздаваш себе, му се даваш и суштината да ја претрпиш штетата. Исус ја даде душата своја за сите нас, крвта своја ја пролеа и тој вели јадете, ова е моето тело. Раскршува го, покажува принципот. Пијте, ова е мојата крв. Прави и ти така. Прави и ти така, синко. Марко, 16 глава. Кога сте во еден дух со некој, се надополнувате во суштината. Значи, им се јави Исус, два пати не поверува, во Лука на крајот таму им вели почекајте додека се облечете со сила од озгора, одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти, те сакам, Господи Исусе Христе, ќе биде спасен. Да поверуваш и да се крстиш, значи да се оставиш себе си, да се раздадеш. Тој да живее во тебе, да го оставиш стариот човек, да се крстиш во Исуса, да бидеш крстен во љубов. А кој не поверува ќе биде осуден, бидејќи самиот е осуден, бидејќи нема доволно сила за љубов. И тогаш си око за око, зап за зап, без Исуса Христа. А знаците на оние што ќе поверуваат, ќе им бидат во моје име, ќе истеруваат демони, ќе говорат нови јазици. Бегај од мене, сатано, во името Исусово. Рахма стихам дилајај. Ќе фаќаат змии и враци, ако нешто смртоносно испијат, нема да им наштети. Жената на работа вели, па кој има таква вера? За Господ се е можно. Дај му дозвола. Отвори го срцето. Исусе, дојди во моето срце. На болни ќе полагаат раце. Дојди во моето срце, ти ја давам власта. Потоа тој ќе ти даде власт. И тие ќе оздравуваат. Откако им го рече ова, се вознесе, Марко 16 глава, на небо и седна од десната страна, значи во силата. А ние отидов да го проповедам Евангелието на секаде. И Исус ми помага. Го покрепува Словото Негово. Низ мене со чуда што се јавуваат. Те сакам, Господи Исусе Христе. Имам дете кој има страв, гледа умрени, слуша демонски гласови, веќе е во паника. Се јави неговата баба, се помоливме и реков да се јави мајката. Пазете сега. Да се помолиме и кажувам дека има сличен случај. Исто детето гледаше демони. Само со една молитва со мајката, добро, таа е верник, предаден е животот, исчезнаа симптомите. И мајката од првото дете, со која се молевме со бабата, не се јавува. О, Исусе, те сакам, во името на Господ Исус Христос, излези од неа демону на сомнеш. Дозволи да се отчита. Мораш да излезеш, да се отчита Духот Исусов.
Во името на Господ Исус Христос, сите оние за кои сме се молели, кои се сомневаат, заповедувам да излезе демонот на сомнеш и да не се враќа повеќе. Господи Исусе Христе, Твојата сила, Твојата љубов, Твојата волја, Твојот мир, насекаде околу мене, низ мене, во мене, зад мене. Ти дејствувај, Ти љуби, Ти покажи, Ти научи ме. Исус напред, јас по Него Ти ја давам власта. Ти владееш во мене, Ти зборуваш низ мене, за да имам власт да газам на змии, на скорпии и ништо нема да ми напакости. Слава Ти, Господи Исусе Христе, и лав и змеј убивам, и змии отровница нагазувам. И полагам раце на болни, и тие ќе оздравуваат. И да испијам нешто отровно, нема ништо да ми биде. Зашто мојот татко е семокниот Бог. Исус е мојот Господ и Спасител. Се е можно за оној кој верува. Се можам со Исуса Христа кој ме крепи. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши. И уште поголеми ќе врши. Уште поголеми ќе врши. Тука сум, Господи Исусе Христе. Зашто јас си одам кај својот Отец. За секогаш, Исус. Брати и пријателе, немаш многу време, застани, клекни на колена. Господи Исусе Христе, дојди во мојот живот. Покај се. Покај се за гревовите на Твоите предци. Прости им на сите за и Тебе да Ти биде простено. Побарај сила од Исус да им простиш и да не осудуваш. Прифати ја Божјата волја во Твојот живот. Дај ги клучевите на Исус од Твоето срце, Он да управува со Тебе. Прашај како да постапам со овој човек и барај го Царството Божјо. И се ќе ти се придодаде. Исус напред, ние по Него. Армакедонските слави за Фатија, второто пришествие на Исуса Христа, цар над царевите, господар над господарите, Алфа и Омега, почеток и крај, првиот и последниот, се е од Него и за Него создадено, и се преку Него се држи. Амин. Да се свети името Твое и да дојде царството Твое и да биде волјата Твоја и не воведи во искушение, избави не од лукаваго. Сила и слава, како на небо, така на земја. Левот насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите. Исусе Христосе, ние сме Твои